Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани членови на владата, почитувани граѓани. Имам три пратенички прашања кои што ги поставам. Првото пратеничко прашање до министерот за економија, второто до министерот за правда и третото до министерот за надворешни работи. Во однос на првото прашање, сакам да поставам и да кажам неколку збора во однос на состојбата која што е моментална со цените, со растот на цените и економската криза која што генерално тропа веќе на секоја врата во македонското општество. Сите сме сведоци дека ова е глобална криза која што настапува и таа глобална криза сигурно дека ќе предизвикува негативни ефекти врз македонската економија, а на тој начин ќе предизвикува негативни ефекти и врз македонските семејства, односно македонските граѓани. Факт е дека во Македонија цените на нафтените деривати поскапеа, затоа се превземаа мерки за кои што сметам дека не се навремени и тоа го покажаа практично и резултатите во однос на намалувањето на цените. Меѓутоа, сето тоа ќе ефектуира и врз растот на цените во маркетите, односно директна дневна потрошувачка за потребите на живењето на сите граѓани. Еве, например, за една недела ќе прочитам неколку цени кои што биле променети и морам да кажам дека така тивко се менуваат. Прва, зејтинот 74 денари бил, сега од 93 до 118, кафето било 104 денари мината недела, сега е 120 до 140 денари, меленото месо било околу 638, сега е 730 до 849, пилешкото месо 376, сега е 401 до 493, млекото 56, сега е 67 до 78, јајцата 103, сега се од 129 до 148 и сега во моментот имаме едно навистина сериозно, брутално поскапување на цените на прехранбените продукти, основните прехранбени продукти, пред се зеленчукот и овошјето. За пример, денеска на пазар пиперките се околу 300 денари, а доматите се 200 денари и малку повеќе од 200 денари. Моето прашање е, дали вие како Министерство за економија предвидувате соодветни мерки кои што ќе значат подобрување или ублажување на оваа кризна состојба во било кој тип да се, а зошто тоа го кажувам, бидејќи сето ова има дополнителна тежина, бидејќи вие во ваше соопштение кажувате дека Министерството за економија и труд во 2025 година преку ограничувањето на маржи на 102 групи производи и цени на 8 групи основни прехранбени производи ја стабилизира инфлацијата. На основа на ова и прашањето дали сега моментално превземате и мислам дека е крајно време тоа да го направите час поскоро, бидејќи ние можеме да правиме статистики, просечни статистики и така натаму, меѓутоа секој ден, секој човек оденето во маркетите може да ги види цените кои што растат и ако за тоа не преземе навремени мерки, мислам дека понатаму ќе биде се задоцнето. Второто прашање кое што сакам да го поставам се однесува за Министерството за правда и гледам дека немаме овде, а имаме заменик министерот е тука, се извинувам, а се однесува во однос на полагањето на правосудниот испит. Знаете дека согласно Закон за правосуден испит постојат неколку сесии, февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска испитна сесија. До сега, според моите информации, не е формирана комисијата за полагањето на правосудниот испит. Многу од кандидатите, млади правници, кои што трошат и време, и енергија, и пари, патување до Скопје и така натаму, очекуваат можност за полагање на овој правосуден испит. Морам да кажам дека на 16.3.26 година министерот Филков во едно долго известување од 2 реченици укажува дека
нема да се одржуваат полагањето на правосудните испити заради неисполнување на технички услови. Знаете, за техничките услови потребни се 2 простории и потребна е комисија која што треба да биде формирана. Зошто тоа не е направено до сега? Дали постојат некакви калкулации во однос на кадрските решенија кои што се во делот на оваа комисија за полагањето на испитот и дали повторно се праќа пораката до сите овие млади правници кои што се подготвувале за испитот во февруари, дека истото ќе ги чека и во април, со оглед на тоа дека рокот за пријавувањето на испитот за во април веќе е поминат. Знаете дека полагањето треба да биде од 1 до 20 април. Ако не е формирана комисијата, дали повторно уште едно долго соопштение од 2 реченици ќе каже министерот Филков дека сега не можев да формирам комисија и повторно нема да полагате. Значи, ова е спротивно на закон за правосуден испит кој што овој законодавен дом го има донесен. И третото прашање кое што сакам да го поставам до министерот за надворешни работи. Нема представник од Министерството за надворешни работи, ниту министерот, ниту заменикот министер. Јас ќе го поставам тоа прашање, ќе очекувам да добијам одговор, иако мислам дека е крајно некоректно да ниту едниот, ниту другиот не присуствуваат. Ако министерот е на службен пат, патување и така натаму, од разбирливи причини, треба барем заменикот тоа да го прави. Ако нема можност и заменикот тоа да го прави, тогаш дај да видиме што да правиме, да ставиме неколку заменици, па веројатно некој ќе има можност да доаѓа на седница на поставување на претенички прашања. Прашањето ми е дали е точно дека повеќе од половина од зградата на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија е вон функција поради оштетувања од дождови и влага која што се има појавено во оваа зграда. Повеќе од 6 месеци зградата во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија апсолутно има многу од просториите, односно објектот кој што не се користи. Еве ги сликите за да ги видите, да ви покажам дали е вистина таква работа. Овде имаме секојдневни средби со станоци, меѓутоа и услови за работа на администрацијата која што работи во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Ова се сликите кои што ги добив и токму заради тоа прашувам дали има поставка објавена, дали има финансиски средства или дали наскоро зградата ќе биде ставена во функција на вработените, меѓутоа и во функција на државата, бидејќи не е доволно само еден дел од кабинетот на министерот или заменикот да биде во функција, а таму кај што треба да работат службениците да имаме вакви услови за работа кои што се во Министерството за надворешни работи. Благодарам. Благодараме вам.